Левица преку притисок врати стотици милиони евра во буџетот на Република Македонија. ВМРО ДПМН во предизборието најавуваше дека ќе го спушти данокот за фирми на 5% од 10%. На состаноците со Бранко Азевски и со други состаноци од Стопанската комора и во многу изјави, Мицковски велеше дека ќе го спушти данокот од 10% на 5%. Арно ама, јас преку пратеник во Европарламентот од наша сестринска партија од Шведска, испратив барање до Европската комисија да ми даде мислење за планот на ВМРО ДПМН, затоа што Европската комисија има издадено директива за Европската унија дека од почетокот на 2024 сите членки на Европската унија мораат да имаат минимален корпоративен данок од 15%. Значи ние го пративме тоа, ние им вршевме притисок, они скроз беа во друга насока. Откако пративме барање во Европската комисија, тогаш Мицковски излезе и кажа, значи 1000 изјави има дека ќе го намали овој данок. Јас не верувам дека ВМРО заборавиле дека постои таква директива од Европската унија. Туку едноставно виделе лукративна можност со намалувањето на тој данок да се влијае некако лукративно за нив да извадат некој денар. Целата поента е, со тој данок Мицковски сакаше да ги ослободи дополнително од наши буџетски средства. Со потполна одговорност го велам, да не го направивме притисокот, да не притиснавме до Европската комисија, ќе поминеше како што ќе поминеше. Еве, фала Богу, преку притисок ги разбудивме ВМРО ДПМН и ќе го става данокот на 15%.